بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата, семилостивиот, милостивиот. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва салем, неговата фамилија, неговите чесни асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот суннет, неговиот пат, неговиот правец до судниот ден. Поштовани браќа, ние претходниот дерс почнавме со новата серија на предавања. И тоа е фикхот. И кажавме за вредноста на фикхот. Кажавме дека на кого Аллах субхану ва таала му ја сака добрината, му дава да ја свати верата. И му олеснува за тоа. И патиштата за да стекне знаење, Аллах субхану ва таала му ги олеснува. Затоа што Аллах субхану ва таала не го влече човекот со влечење во меѓлисите на знаењето. Него Аллах субхану ва таала кај човекот има створено срце. И некои срца Аллах субхану ва таала ги има створено за џеннет и некои други ги има створено за џехеннем. И кажавме дека на кому Аллах субхану ва таала му го сака добрината, му дава и му олеснува да ја свати верата. И ова е најголем благодат. Како што рече Ибн Каим рахимахуллаху таала, дека ова значи на кому Аллах субхану ва таала не му ја сака добрината, не му дава и не му олеснува него за да ја свати верата. После кажавме што значи фикх по јазична терминологија. И кажавме дека е разбирање или пак сваќање на верата. И кажавме дека некои учењаци велат точно разбирање на верата. Затоа што тие мушриците разбирае. Зборовите што пратеникот салаллаху алейхи ва салем ги зборуваше, тие ги сваќае, ги свате. Ама кај му беше проблемот? Точно разбирање немае. Не му влегвеше светлината на иманот во срцата, за да ги сватат Аллаховите зборови. Затоа Аллах субхану ва таала вели тие имаат срца, не разбираат со тие срца. Не сваќаат. Значи затоа што Аллах субхану ва таала вели срцето сваќа и разбира, не мозокот. Зашто тие имаат мозоци. Ама џабе, не му беше во корист. А овој Куран е спуштен за оние што точно разбираат и точно сваќаат. После кажавме што е по-општа шеријатска терминологија. Значи што значи фикх општо во шеријатот. Сега име на другата точка. Имињата на фикхот. Кои се имињата на фикхот? Значи и знаењето на фикхот имат имиња. Например, по книгите на учењаците ќе читате многу имиња на ова знаење. Имињата на фикхот што учењаците ги употребуваат во нивните книги се 4. Не се многу, 4. Прво, илмул фикх, знаењето на фикхот. Тамам? Ова е првото, знаењето на фикхот. Второто, илмул фуру', знаење или пак наука на гранките. Затоа што ние овде во фикх не се занимаваме со базите на верата, како што е верувањето, акидето. Него овде што рековме? Со практичните дела. Значи како е намазот, постот, абдесот, ова е фикх. Се занимаваме со што? Со практичните дела
на човекот што ги прави низ цел ден. Значи, како абдес да земиме, како ќе земиме абдес? Треба да знаеме, да имаме знаење. Која е водата што се употребува за абдес? Треба да знаеме. Значи, практичните дела. После, третото е илму фуру'ил фиқх. Нема една која голема разлика. Знаењето или пак науката на гранките на фиқхот. Значи, овде само му се додава од второто, што е и фиқхот. Знаењето или науката на гранките на фиқхот. Четвртото име ал-ахкамул амалија. Знаењето на практичните прописи или пак правила. Знаење на практичните прописи или пак правила. Значи кажавме дека фикхот се занимава со практичните дела. Не се занимава со базите на вера. Значи не се занимава со теоретските знаења, како што е за акидето, верувањето. Тоа е повеќе теоретско. А овде во фикх зборуваме за делата што се практични.